Почитувани, не знам по кој пат за неполна година градоначалникот на општина Кисела Вода Филип Темелковски заедно со мнозинството советници на СДСМ и коалиционите партнери во Советот ја покажаа својата неспособност и неодговорност за управување и водење на општината. Тој ги погази сите предизборни ветувања што ги даде на граѓаните на општина Кисела Вода. Граѓаните повеќе не му веруваат на СДСМ и на Темелковски. Вршеа притисоци и заплашувања врз граѓаните да излезат да гласат на референдумот за промена на името на Република Македонија, а посебно врз општинската администрација, вработените во предучилишните установи, основните училишта, местните заедници и вработените на одредено време, дека ќе бидат сменети, распоредени на друго работно место, па и избркани од работа. Но не им успеа. Тоа граѓаните го покажаа на референдумот на 30 септември, кога излегоа само 30% од запишаните избирачи во општина Кисела Вода. Заради неспособност на централната и оваа локална власт и лошата фискална политика, се содруваат со недостиг на пари и нивните партиски вработувања на централно и локално ниво се повеќе се содруваат со недостиг на пари за исплата на плати на нивните членови. Затоа градоначалникот Темелковски се дрзна да крати, а некаде и ги сведува на нула финансиски средства за скоро сите програми и подпрограми како што се култура, спорт, образование, за животна средина и природа, каде финансиски средства ги сведува на нула и со тоа покажува дека не е заинтересиран за здравјето на граѓаните, средината и природата во која живееме. Како бисер на Темелковски е кратењето финансиски средства во подпрограмата за предучилишно воспитување, тоа 5 проекти. Проект 1. Рана интервенција, препознавање и работа со деца со пречки во развојот, предвидени 50.000 денари, се бришат и сведуваат на нула. Што значи на градоначалникот Темелковски воопшто не му е гајле за оваа ранлива категорија на деца од 0 до 5 години. На овие деца со рана детекција на проблемите и во соодветна здравствена установа, ако се упатат, со ниво на времено диагностицирање и правилна превентивна терапија, може да им се помогне без поголеми проблеми да се вклопат во образовниот систем и да станат академски граѓани во општеството. Проект Сантика 30.000 денари се бриш. Проект 3 мини спортски бамбино терени 18.000 денари се бриш. Проект 5 спорт за сите деца 480.000 денари се бриш. Проект 6 интеграција на еколошка едукација во македонскиот образовен систем 12.000 денари се бриш. Значи вкупно се брише во оваа програма 540.000 денари. Во сите образложенија градоначалникот Темелковски вели дека тоа го прави заради ликвидност на буџетот на општината Кисела Вода за 2018 година. Со тоа потврдува дека не е способен да ја води општината и граѓаните очекуваат одговорност. Затоа Темелковски мора да се поднесе оставка заедно со неговите партиски шефови и да се замине од функцијата додека не направил поголема штета. Ви благодарам.